Кеј Маршал Титово Штип е само една од улиците во Македонија кои се именувани по некогашниот председател на СФРЈ Јосип Броз. Таа е само една од 24 улици во државата кои го носат неговото име, што заедно со Хрватска не става на врвот на листата на држави со Титовото име. Ова го покажале истражувањата на италијанскиот експерт за посткомунистички општества и Источна Европа Џорџо Кома. Врз основа на овие истражувања тој создал мапа на улици и плоштади кои го носат името на поранешниот председател на СФРЈ Јосип Броз Тито. За познавачите на историските прилики, тоа е сосема разбирливо имајќи го предвид придонесот на Тито за признавањето на Македонија. Маршалот Тито на второто заседање на АВНОј 1943 година со свој подпис и со свое искажување застана во одбрана на македонскиот јазик, култура, нација и идентитет. И тоа во документите на второто заседање на АВНОј е запишано дека Република Македонија е тоа посебна република. Во колективната меморија на овдешните жители кај добар дел од населението Тито се памети по добро. Многу Тито направи, многу работи направи. Македонија признае Македонија. Тито е најзаслужен, а вие како го ценете, тоа не знам. Секој пат сам за Тито. Па Тито беше светски човек, моите деца се у Шпанија и денеска се зборе за Тито вика. Па тај човек никад не треба се забрави. Култот кон Тито и сеќавањата на некогашната држава поттикнале истражувачи од просторите на некогашна Југославија да истражуваат малку повеќе за тој период и за врските што некогаш спојуваа 6 републики и 2 покрајни. Јас сам за ово добио стипендију. Над 20 години по распадот на СФРЈ се уште има луѓе кои се сеќаваат на неа и не сакаат да ја заборават. За мене тоа е важно и сеќавањата на овие луѓе од сите места на некогашната држава треба да се сочуваат. Јас сам мислел да е тоа битно. Имења на улици и плоштади со името на Тито, освен во државите од некогашна СФРЈ, има и во Италија, Бразил, Тунис, Кипар и други места. Македонија е на првото место, но прашање е колку долго ќе се задржи таму со оглед на тенденцијата на промена на имињата на улици што го носат Титовото име, каков што е случајот во Кочани, каде улицата Јосип Броз Тито стана ВМРО.